Добре, дојдовте во карантински разговори 3. Се спомнуваше дека ќе постојат карантински свадби, каде што бидермајерот ќе се влече на лотарија. Сакам да ви набројам неколку работи кои би се случувале доколку се случи карантинска свадба и можеби дел од нив би сакале да останат. Оно што е многу позитивно во карантинска свадба е дека всушност ќе биде забрането сите можни тетки кои не си ги видел по 100 години, но ги гледаш на оваа свадба, ќе им биде забрането да те бацуваат или да лигават. Тоа е нешто одлично што може да се случи. Да отидеш на свадба и да не те лигават. Комплицирано ќе биде играњето на ората, мислам, таму во тој систем ќе треба нешто да се смени. Или, евентуално, може да се воведе кога носиш слушалки, па орото ти иде на слушалки, па ти си го играш негде посебно. Друг проблем е првото танго. Би требало исто да се најде механизам каде што ќе се игра на расстојание. И што може да се воведат слушалки. Би било убаво и тоа дека и музичарите би требало да држат расстојание од гостите, така да нема да те мамне саксофон дур проаѓаш од маса до тоалет. Исто така фантастичен е моментот на сега можете да ја бакнете невестата. Мислам дека тоа ќе се промени во сега може да ја поздравите невестата. Па они да имаат измислено некој поздрав, кој ние не сме го видели и не го знаеме до сега, па ќе бидеме вчудени видени. Или можеби сепак